Во оваа практично уште незапочната 2026 година, купувачите на нови возила ги очекуваат непријатни вести. Цените ќе растат посебно кај најевтините. Се очекува тие да поскапат од 1000 до преку 2000 евра по заслуга на новите прописи, некои веќе донесени, други во тек на имплементација. Така, веќе од јули сите нови автомобили што за прв пат се регистрираат во некој од земјите на Европската Унија ќе мора да имаат црна кутија за снимање на податоците од несреќите и интелигентен ограничувач на брзината. Задолжителниот безбедносен пакет е дополнет со системи за помош при нагло сопирање со препознавање на пешаците и велосипедистите и континуирано следење на состојбата на возачот. Од еколошка страна, Евро 7 стандардите произведуваат покомплицирани уреди за дополнителна обработка на издувните гасови, кои ќе мора да имаат минимален век на траење од 8 години или 160.000 километри. Прописите наложуваат изголемување на процентот на рециклирана пластика во возилата, за чија употреба трошоците за собирање, сортирање и обработка директно ќе се пренесат на купувачите. Со вакви предизвици, производителите неизбежно ќе се концентрираат на попрофитабилните сегменти и ќе одговарат со кратење на понудата. Некои модели ќе се исфрлаат целосно, други пак ќе бидат редуцирани на поскапите верзии. За жал, најпогодени ќе бидат ценовно чувствителните пазари како нашиот, каде за многумина новите автомобили ќе станат недостапни, да не кажеме привилегија.